Свети Николе не сека регионална депонија во својот атар. Бара дислокација на веќе утврдената во близина на селото Мечкуевци, изјави за телевизија Стар денеска градоначалникот Дејан Владев, напоменувајќи дека ова е став на граѓаните на општината. Свети Николе е против изградба на депонија во атарот на село Мечкуевци. Не само општина Свети Николе, значи граѓаните на општина Свети Николе, сите невладени организации, посебно населението што гравитира во тој потек, е против изградба на депонија во село Мечкуевци. Советот на општина Свети Николе никогаш, барем овие 4 години, нема да донесе одлука за именување на член на управен и надзорен одбор за да се конечно заврши ова фамозно предпријатие. Останатите градоначалници не го делат ставот на Владев за промена на утврдената локација на идната регионална депонија. Еве зошто. Јас ова размислување од страна на градоначалникот на Свети Николе е многу негативно во однос не само на источноплански регион и североисточноплански регион, него негативно влијае како држава, затоа што имаме ова се огромни средства кои што се донација, грант на нашата држава, а ние да не знаеме административно да ги сработи. Мислам дека овие се веќе затворени теми до овој момент. Ова ќе значи враќање на постапката неколку години наназад, што од нас како регион во никој случај не ни одговора, така да мислам дека ова прашање треба да се решава на повисоко ниво. Доколку во реален период не се најде решение, спас за депонијата е владата која во ваков случај ги превзема ингеренциите и носи соодветни одлуки. Ова значи дека сите несогласувања за општините значат само губење време и продолжување на еколошката агонија, но и изгубени пари, чија сума засега надминува 5 милиони евра. Мислам дека неколку милиони евра ниедна општина нема пари за да одстапи нели за изработка на сите овие студии, повторна изработка. Плюс тоа, тие се работеа по критериуми кои што се вклучувачки, исклучувачки, од 16 локации се избра оваа локација и мислам дека премногу е назад, доцна, за да се прават сите овие авантури, да речам повторно. Мислам дека владата тогаш ќе настапи, таа ќе си преземе постапки, ќе наложува на општините како да постапуваат итни постапки, ќе не задолжува со решение и така. Вредноста на овој капитален проект е 40 милиони евра. Денеска Источниот плански регион формира меѓуопштински одбор што ќе управува со отпадот од Источниот и Североисточниот регион. Следен чекор е формирање на јавно предпријатие кое ќе менаџира со него. За претседавач на одборот е избран градоначалникот на Карбинци Виктор Паунов.